Добар ден, гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Ацо Кабранов, како што знаете, и сега малку во наредниве 30 на минути ќе зборуваме малку и за нас новинарите, односно за нашите права. Да, за нашите права, но и обврски, не само права. Со нас во студиото е ВД председателот пред недела дената стана таа измена, Тамара Чаушидис, која беше 2 мандата си замина, сега си ти Звездан Георгиевски е сега ВД председател на синдикатот. И сега кај сме тука во синдикатот, колку може да ги штити новинарите? Знам дека во изминатиот период, поготово во изминатите години кога се затвараа медиуми, кога се даваа масовни откази, синдикатот нонстоп реагираше. Колку успеа, тоа е друга работа. Работа за синдикати од било која област, не само новинарската област, има секогаш. Јас би рекол дека во Македонија моментално, како и порано и претходните години од кога постои синдикатот, особено во новинарството има големо поле за работа. Значи, и неговото формирање пред 7-8 години, кога го формиравме, беше во суштина, не беше формиран синдикатот само ради тоа да се има синдикат, него затоа што се чувствуваше сериозна потреба од неговото постоење. За заштита на новинарите. Општи се, како да кажам, приоритетите на сите синдикати, тоа е пред се социјалните стандарди, екзистенцијалните стандарди, правата од работни односи, прекувремената работа и така натаму. А кај нас знаеме дека платите се ужасно ниски, ако воопшто ги има во новинарството. Знаеме дека наши колеги масовно одат во други професии, не од нешто друго, него токму ради екзистенцијални причини. Така што приоритетот на синдикатот се разбира и натаму ќе биде врзан на тие работнички некои права, се разбира и на собствено етаблирање, на омасовување, бидејќи е неопходно, масовноста е секако важна и како за етаблирање на организацијата, меѓутоа еден од главните, или ако не и главниот финансиски извор за опстојување на синдикатот е всушност чланарината. Звездан, една од вашите мисии беше да бидат известен медиатор меѓу новинарите, редакциите и собственичките структури. Колку се успеа во тоа да се отвори некаков диалог за да се разбере што е чија ингеренција и докаде собственичката структура може да оди во нешто за а при тоа да не биде нарушен новинарскиот кодекс? Тоа е многу тешко прашање. Потрошивме многу енергија, многу време, многу напори и многу тешко пробиваме кај собствениците. Во суштина, тешко се разбира моментот дека сме на истата страна. И ние и тие. Во смисла дека ако имаме задоволни или екзистенцијално барем минимум задоволени права на новинарите, ќе се добие и подобар медиумски производ и собственикот ќе има поголем бенефит од тоа. Односно, дека синдикатот не му е идеја по секоја цена да ја зголеми платата, например, а со тоа да го урниса медиумот или парите што ги има газата и да го затвори за најниска новинарска плата. Колективен договор има ли за најниска новинарска плата? Нема колективен договор, значи синдикатот подготви уште пред некоја година нацрт колективен договор. Значи еден материјал кој е спремен за преговори. Работата е што немаме партнер за преговори. Тоа значи дека собствениците неќат да преговарат. Собствениците прво немаат своја форма, немаат своја организација, собственичка, има, да кажеме, телевизиите нешто, меѓутоа нема као медиуми. Не формираат своји синдикати, кели не формираат синдикални. Се плашат ли? Што е со интегритетот на новинарите? Стравот да се произнесат, да ги изразат потребите, да крајот кришната, да кажат што ги мачи, кои се нивните проблеми во однос со собственичеството. Тие синдикални структури во рамките на редакциите успеваат да се формираат? Има два по мене
два проблема. Еден од проблемите е апатичноста и недовербата. Значи, новинарите немаат доверба дека синдикатот може било што да направи, а од друга страна е тој страв дека... Како и во другите професии, Звезда? Да кажеме, појави во синдикатот или се произнесе како синдикален не знам, член на синдикатот, дека може да има сериозни последици на работното место. Значи, имаме еден куп газди кои најбуквално санкционираат да се формира синдикална организација во таа фирма. Од друга страна, и самите новинари ја имаат велам таа апатија. Не сакам сега погрешно сватам, колку што знам, да кажеме, во оваа телевизија каде што седам сега, нема формирано основна организација на синдикатот. Нема, да. Значи, сега, вас да ве прашам, дали е тоа страв? Дали е тоа немање свест дека синдикатот стварно може да ја унапреди права? И уште едно да биде јасно. Синдикатот не може да помогне никому ако не е член на синдикатот. Да. Тоа е законска обврска. Кој смеќе, кај тоа носам ја овде пристапници, така да... Јас сум член, така што тоа... Не, али... Ти си член? Не, се извинувам, јас сум собственик на медиум, така што во мојата редакција има синдикална структура. Важно е медиумот да има своја синдикална организација. Да. И преку неа, значи, да ги разбереме проблемите, секој медиум има своји специфични проблеми, да ги разбереме проблемите и да видиме како можеме да ги решиме. Значи, ние примавме доста членови, да кажеме, тајно, кои не смеја да се кажат со име и презиме кога се членови на синдикатот. Меѓутоа, прекинавме со таа практика, затоа што на тајните членови не можевме да им помогнеме. Значи, има проблем на работа, има мобинг некаков, јас морам да го извадам со неговото име и презиме. Тој се спротивставува да му се каже името и презимето. И тука постапката прекинува. Инаку на оваа тема околу притисоците, постои колегата Бранко Геровски објавува во серијал повеќе текстови околу тоа како се новинарите изложени на притисоци од сопствеништвото, како се корумпирани, кој е начинот на кој се корумпираат, но за ова колегата Владко Чаловски има повеќе да ни каже. Дали го имаме прилогот на колегата Чаловски? Да продолжиме со разговорот, па кога ќе биде прилогот во режија ќе го емитуваме. Тоа е еден проект на Слободен печат, Бранко Геровски како главен уредник на Слободен печат и во кој се приопштени повеќе сведоштва на новинари. Да, темата им е корупција во медиумите. Верувам дека има новинари од ова што се жалат, тие што ви се членови, рековме дека тие што не се членови не можете да ги заштитите. На што се жалат, на каков мобинг? На притисок да... Значи, ние немаме ни... Каков? Како да кажам, немаме ни сериозна законска регулатива околу ова прашање и тоа ќе биде една од работите на синдикатот и е и досега. Значи, сопствеништвото и уредништвото се во суштина на една страна, а новинарите се на друга страна, кај нас, за жал. Да кажеме, вие имате примери по медиумите, каде што и директор и главен уредник е иста личност. Иста личност. Што значи дека настанува некој вид на двојство, да не кажам малку шизофренична ситуација, бидејќи директорот е тука да ги штити интересите на сопствеништвото, а главниот уредник е тука да биде некаков мост интересите на новинарите и на професијата. Имаме значи ситуации кога главниот уредник октроиран. Значи буквално донесен од страна и ставен и вели ти ќе бидеш главен уредник без да произлезе од редакцијата или без да се согласи колегиумот. Па и најчесто е така. Значи тоа се можности кои оставаат во секое време
да се прави било каков мобинг во зависност Кога е од главниот уредник уствари про форме, а собственикот е тој кој ја раководи уредувачката политика и се друго. Наместо, велам, главниот уредник да биде мост меѓу новинарите и собственикот, главниот уредник во суштина ги застапува интересите на собственикот. Интересите на собственикот се конфронтира со новинарите во интерес на... Немаме ништо против неговите интереси, ама многу често може да бидат сузбиени, односно да бидат контра интересите на новинарството као новинарство. И на етичкиот кодекс. Речимо, јас имам убава реклама од таа и таа фирма. Новинарот има за таа и таа фирма доказ дека е, не знам, корумпирана или прави некој криминал или било што. Или производот не е сака да ја извади сторијата. Не спе. Главниот уредник прави стоп затоа што нема пари. Нема да добие реклама. Тоа значи дека такви се и политичките партии и притисоците од финансиската моќ, од центрите на финансиска моќ. Значи имате еден куп начини на кои можете да правите притисок врз новинарство. Сега новинарот може или да се сложи, значи едноставно да каже добро во ред, сакам плата да примам и сакам ми е гајле. Што да правам? А може па и да тера некоја борба со ветерници. И тојаш да добива прековремени работи, да добива најтешки или да биде деградиран на некој друго ниво кој не е на неговото образование или на неговите квалитети не сооднесува и така натаму. А што случува она го има ли уште во масовно присутно текст напишан кој новинар мора да го прочита на телевизија или да го потпише во вестник? Па мислам дека го нема во таа мера кој што беше порано, дека нема сега баш толку директно изразен центар за комуникација што велевме онака некој главно уредувачко тело. Меѓутоа мислам дека и новинарите се добро припитомени суштества и дека нема потреба веќе и некој да им објаснува што треба да се напише и во која насока треба да се води работата. И дека треба прилично многу време за да измениме и свеста кај новинарите и воопшто свеста во јавноста, бидејќи оваа професија беше порано, јас кога почнував многу одамна, беше прилично ценета професија. Сега кои ќе ме прашаат во дуќа негде што работиш во такси, да кажам новинар, одма му гледаш во ликот. Си се снашол некако и ти. Сами сме виновни за тоа. Да, значи треба да вратиме дигнитетот, интегритетот, а тој се враќа само со новинарство со дигнитет. Дали овие промени кои се случија со новата влада, дали отвори тоа некаква, дали просторот на слобода, дали ги охрабри новинарите да бидат похрабри во изнесувањето на нивните, изложувањето на нивните проблеми, па конечно и во ова што го кажуваш, Звездан, да се охрабрат да не бидат анонимни членови или да имаат анонимни дојави до синдикатот, туку да гласно со име и презиме зборуваат за проблемите со кои мислам дека полека се мрдаат работите, не сум многу задоволен до сега со кој темпо, али мислам дека се мрдаат сепак на кај подобро. Мислам дека, како да кажам, секоја време има своји некои проблеми. Кажаме, знам луѓе по порталите особено, која преживеа, да кажеме, режимот на Груевски го преживеа на спротивната страна, на опозиционата страна, и кои сега допрва ќе ги затворат порталите, бидејќи сега не можат пазарно да обстанат. Значи, да кажеме, имате некои странски пари кои влегуваа овде, преку проекти, фондации, Европска Унија, фондови, немам ништо против. Што беше политички, слободата на говорот беше... Да, слободата на говорот, сега велат, да кажеме, еве сега имате демократија, имате слобода и нема потреба да ве... На пазарот. А на пазарот е хаос. А пазарот е хаос тотален. Значи, велам, регулативата ни е лоша. Ние ќе се обидеме и некои лобирања да направиме директно во парламентот, да пробаме со некои законски решенија, да видиме нешто да подобриме. Ние, значи, свеста за порталите и медиумите воопшто како помошно средство на газдите. Значи, ние немаме, или многу малку имаме газди кои се занимаваат со медиумите како со бизнис. Значи, тоа име дополнителен некој... Секундарна некоја... Што ја знам, за некаква или собствена самореклама, или за... Еве, дури за перење пари, можда и за не знам што. Важно не име
првенствена работа. Второ, ние имаме, значи, производ е весникот на земе. Тоа е единствен производ кај нас што се продава под пазарната цена. Да. А од друга страна, се надува тоа со реклами, така наречена ремитенда. Значи, она што не е продадено, продавачот мртов ладен си го враќа назад и никоме ништа. Речемо, ако не продаш патлиџани, можеш да ги вратиш назад и никоме ништа. Да. Значи, направивме, одамна ги изместивме работите многу и многу е тешко сега да се вратат назад. Имаме ли помош сврзана од колегите од поразвиените демократи, тие синдикати во Европа, бидејќи сепак имаат некоја пракса поустановена, некаква традиција, да речеме, во тие односи? Ние сме, синдикатот ССНМ е полноправна членка во Интернационалната федерација, Меѓународната федерација на новинари, и имавме досега многу сериозни контакти, доаѓаа тука и од Шведска представници на нивниот синдикати, и од Финска, разменувавме искуства. Имаме помош, меѓутоа морам да кажам дека синдикалното одвижење е во некаква дефанзива секаде. Во Германија сегде е во дефанзива, пред се ради прекаријатот. Пред се ради таа некоја неолиберална финта, демек ќе ти дам поголеми пари, ако не те плаќам социјално здравствено, а ти ќе си решаваш сам. Ти ќе го отстрани од работно место, од правата што му следат од, речемо, кај нас од Законот за работни односи, ќе го отстрани едноставно, во некој момент ќе му го смали тој хонорар и ќе го направи прекаријат. Второ, прекаријатот е барем за овие пишани медиуми, најчесто се работи од дома. Да. Дома немаш ти контакти со други колеги такви на тој начин. И тоа поврзување, нетворкинг. Да, нетворк, да, немаш тој. Второ, договорот трае 6 месеци, година дена, еве 2 ако си среќа. се обнови. И онда после параш друг договор негде. Значи, ја растура субстанцијата. Друго е кога имаш редакција со не знам, 100 новинари или колку и да се, кои се секој ден заедно и секој ден се во истите простори и секој ден си ги гледаат своите проблеми. И тогаш прават штрајк, Се организираат како колектив, да. Да. А сега седат по дома и како ќе направиш штрајк? Значи, он зависи од... Ја зависам од таа колумна што ќе ја напишам, еве јас лично. Јас ќе пратам таа колумна, како ќе штрајкам? Това е проблем. Нема пратиш колумна. А тоа исто во Германија, исто во Шведска, верувате ми, исто во Финска. Исти проблеми, и таму е прекаријатот страшно многу. Да, со економската криза тоа повлече цел бран на... Звездана, големниот број, има ли доволно членови синдикатот? Знаеме дека на македонската државната телевизија има свој синдикат, да. Тие не можат да бидат членови тука, нели? Или по собствена... Да, во принцип не можат, да, во принцип не можат. И ние соработуваме со нивниот синдикат. Не сме заедно затоа што у суштина не знам зашто, али мислам дека е нивната бројност, значи тие се претпоставувам побројни дури, или можеби сме тука по бројка, бидејќи кај во синдикатот членуваат сите. Сите, да. Да, и технички. И техничко, да. И сега, кога ако, да кажеме, предпоставка моја, ако се спојме, тојаш секогаш, ама секогаш раководството ќе биде од македонска телевизија. Тоа не е добро, не затоа што не ги почитувам колегите, напротив, не е добро затоа што македонската телевизија е јавен сервис, кои сведоци сме за жал се менува политички во однос на политичките гарнитури. И тогаш синдикатот може, постои ризик, не велам дека ќе биде така, да биде изманипулиран од властите. Да, е веројатноста да биде така. Да. И затоа мислам дека е добро да постоиме два одвоени синдикати кои ќе имаат блиски соработки, бидејќи проблемите се тие и кај нив и кај другите. Што се случува со оние медиуми кои беа во МАН, другата асоциација, дали дел од нив пристапуваат кон овој синдикат? Или и таму има паралелизам и они направија синдикат? Да. И има ли некакви изгледи да се обединеме околу таа некоја кауза и неколку принципи кои се важни за новинарството? Значи, да. Јас сум, значи, во неделата избран за вршител должност. Значи, тоа е самиот збор кажува времено решение, не е трајно.
уште нема извршниот одбор, нема состанок новиот извршен одбор направено и практички не ги знам сите детали од функционирањето на синдикатот, иако сум од неговото основање внатре и бев и член на извршен одбор и така натаму. Меѓутоа, мислам дека таа исполитизирана ситуација која владееше буквално цела деценија наназад, дека е време да ја вратиме во некои рамки и да сватиме дека на синдикатот основната работа е добро на секој новинар и медиумски работник, значи добра екзистенција, задоволство од работата и дека без оглед на неговите политички не знам, ставови, мислења, идеологии, било што, е важно да се бориме за најниска цена на трудот, да го направиме тој колективен договор конечно. И така. Звездан, ако дојде новинар, например, да се пожали дека мобинг му врши главниот уредник, реагирате, како реагирате? Имаме, значи, прво имаме правна помош бесплатна. Значи во секој случај. Значи на новинарот му давате правна помош. Треба да е член на синдикатот. Треба да е. Синдикатот, да. Треба да е член на синдикатот. Да, треба правна да член помош ако тужи. Да. Како? Ако тужи, тогаш му, значи му следува правна помош. Советуваат што може да направи. Значи све тужби, можби све на сметка на синдикатот, да кажеме, значи имаме своја правна служба, адвокати и така натаму. Значи прво гледаме како правно може да се реши тоа. Натаму нормално, гледаме дали може преку разговор да се реши. Преку медијатор синдикатот да разговарате? Значи, да, секако преку разговор, преку медијаторство, преку било што, само што има велам дека ако е газда во прашање, ако е уредник, пак се стига, некако колеги сме, се знаеме, се познаваме, ќе се најдеме. Ако е газда во прашање, многу тешко стасуваме до... Значи, тоа се барања официјални, па секретарки, па те одбива, па те не те одбива, па не може денес, па на пат бил, па вака, па така. Меѓутоа, со некој одреден притисок, мислам дека се решаваат работите и на директни средби, и на кога ќе се сретнеме, кога се сретнуваме со газдите, тие се секогаш добронамерни, добро расположени, секогаш се широки, да, нема проблем, да, во реде, да, вака, така. Кој ќе излеземе од таму поново. Не зашто те прашав ова, бидејќи ако има ефекти од тоа меѓу новинарите ќе се прошири дека му помогнал синдикатот, тогаш и вербата во синдикатот ќе расте. Јас веќе не знам точно, значи ние имаме добиено на суд барем едно 20 на случаи сигурно. Значи имаме вратено новинари на работа. Има добиено одштети со камати. Има, значи, нам вратено луѓе на работно место на неговата плата, што биле деградирани. Значи, можеби не сме, можеби сме преамбициозни, можеби не сме самите многу задоволни од тоа, меѓутоа, сепак мислам дека ги помераме работите. Да кажеме, од МПМ, кога вративме неколку новинари, веќе натаму немаше такви, на тој начин, каубојски бркања од работа. Откази. Значи, и во некои телевизии исто. Така беше. Медиуми, после тоа воспоставивме, да кажеме, систем на одштети, на договорено излегување од работа на технолошкиот вишок со толку плати, онолку плати, со преодни периоди, транзициони. Павелам, ние никош не сме задоволни со тоа што го направивме, али дека сепак ги помераме работите. А јас сега тука Борјан предлагам, ако го имаме прилогот да со Звездан заедно да погледнеме. Дали го имаме прилогот? Каква е состојбата со корупцијата во медиумите? Истражувањето се однесува на медиумите и на корупцијата на медиумите во Македонија, со нагласка на тоа дека ќе се развијат иновативни алатки за борба против корупцијата, против ова зло во медиумите кое постои. Автор на истражувањето е невладината организација Член 16, кој е издавач на порталот Лусинфо, има и други активности. Што е клучната намера? Ние детектиравме во две анкети дека во македонските медиуми постои сериозно ниво на корупција, на корупцијски притисоци. Дел е директна корупција, подкуп,
притисоци врз собственици, врз уредници, врз новинари, прифаќање на корупцијата, дел од посуптилен карактер. Во Македонија е специфично тоа што имаме практично спрега меѓу центрите на политичка моќ и меѓу центрите на економска моќ. Така да и меѓу дел од собствениците на медиумите. Практично од таа спрега произлегува еден заеднички притисок на сите овие центри врз медиумите, врз уредништвата, врз новинарите, врз собствениците. Има собственици кои сакаат да одржат едно ниво на интегритет и независност. И тие притисоци се толку силни и толку суптилни, што во голем дел и успеваат. Зошто? Бидејќи ја таргетираат главната слабост на медиумите, а тоа е нивната слаба економска моќ. Дел од причината за подложноста на новинарите во Македонија на корупцијски притисок е нивниот низок социјален статус, кој се огледува не само во ниските плати. Високата плата секогаш не носи, не е брана од желбата на човек да посебне по корупција, дури понекогаш стравот да се изгуби високата плата, или ајде да речем прецизно, незаслужено високата плата, нели? Стравот дека тоа може да се изгуби, може да биде фактор на корупција. Проблемот настанува кај луѓе кои ги стекнуваат и привилегии на нелегитимен начин, кај луѓе кои дури формираат своји приватни лични компании, за преку тие компании да се префрлаат рекламите од клиентите кон медиумите, па он зема некаков процент, провизија и така натаму. Значи проблемот е кога се влегува во класични или и софистицирани тие корупцијски шеми. Проблемот е кога се наоѓате, кога врли уреднички пера новинари се наоѓаат на платни списоци на бизнис компании, на дури во минатото имало и на едно министерство, имаме сведоштво од собственик на компанија дека на МВР имало список на луѓе кои биле на платен список новинари. Тоа не биле обични новинари, нели? Тоа било сериозни пера кои се платени луѓе. Тука настанува проблемот. Тоа е факторот кога разликите во редакцијата се неприродни, незаслужени, кога нема резултати, кога имаме медиумите служат за пропаганда, кога уредниците се главни пропагандисти, кога се добро платени за нивната улога на главни пропагандисти и кај нив се развија нормално жилба за повеќе, повеќе и повеќе. И тога се развија тие нездрави односи и во редакциите и во односите на медиумите спрема општеството. И така се создава корупцијата, дека поради 20, 30, 5, 10, не знам колку уредници кои постапуваат на таков начин, целото новинарство во кое работат. Многу честни луѓе, многу сериозни борци за слобода, за правдини, за, како да кажам, за добро на оваа држава, дека сите се всушност исти и дека целото општество сите медиуми се корумпирани со сите луѓе што работат внатре, што не го заслужуваат, ако ништо друго, барем оваа генерација млади новинари, малку што не недостасуваат, што работат во овој бизнис и тие да го носат, како да кажам, товарот на таа лоша перцепција, мораме против тоа да се бориме. И тоа е сршка на оваа наша идеја. Истражување не е само дека собствениците и главните уредници се корумпирани, него тука има и новинари корумпирани. Еве Геровски што вика, ги има на платен список на фирми, на големи фирми, ги има во МВР на платен список. Се е во овој контекст што тоа се зборувавме, значи лесно е да се корумпира новинар. Јас сум доаѓам од културните редакции, да кажем, не знам, ќе добиете подарок една слика од некој сликар. Ето е крај. Мислам, за тој сликар повеќе ништо лошо нема да биде напишано. Да не кажам за карти, за гратис карти. Концерти, да, така. Сега не велам тој новинар што следи, тој ќе добија по службена должност, да добива цела редакција гратис карти. И ако сака да добие пак гратис карти, онда си
готово. Ќе фали. Значи, принципот е да можам јас, ако сакам да гледам нешто, било што се скапи картите, да можам јас слободно да идам да си купам карти и да бидам независен. Па ништо мора да утврдите најниската. Која е стратегијата на синдикатот, како да се работи на развивање на тој интегритет толку нужен за да профункционираат некои принципи? Па, значи, мислам дека до крајот на оваа недела ќе направиме еден состанок со извршниот одбор, и на тој состанок ќе биде баш таа. Изготвување некоја стратегија за да идеме, значи, во една нова, да кажем, офанзива во сите правци. Мене ми се чини дека мора да има синдикати. Малку ќе ни помогнете и како медиуми, малку медиумски ќе го истакнуваме тоа преку некои текстови, интервјуа, било што. Затоа и како што е сега, да, благодарам. Значи ќе мораме малку да свеста да ја креваме нагоре и ќе да работиме на масовноста на синдикалното движење, да ги буквално да ги вклучиме сите колеги или 90% од колегите внатре и да станеме релевантни према газдите. Ова грубо звучи, и према власта, не само према газдите. На некој начин, како би рекол, добронамерна мафијашка организација. Значи мора да се бави со притисоци и синдикатот, мора за таа цел мора да има средства. Значи, ако направиме штрајк, мораме да ги поклопиме тршоците на луѓето кои ќе штрајкуваат. Така е. Мораме значи, да станеме релевантни во смисла дека без консултација со синдикатот не може да се истера човек од работа. Колку има што плаќа членарина во овој момент? Не знам. Искрено не знам, мислам дека се не знам. 400-500 луѓе веројатно. Кој плаќа членарина? Не е мала бројка, не е така мала бројка тоа. Јас мислам, изненаден сум од овој. Јас, например, значи знам за себе. Мојата членарина е 50 денари месечно, бидејќи сум невработен. Значи, членарината е прилагодена по луѓето. Ја мислам дека највисоката е 150 денари. Тие што се вработени, тоа го решаваат на траен налог, например. Да. Тие што кон мене плаќаат за цела година, например, одеднаш да не идеш секој месец у банка, ние као синдикат може да се уплатат кај нас на каса прими, па ние ако ве мрзи да идете до банка, најдобро е чист рачун у банка да се плати. Од таа членарина плаќаме правна помош, плаќаме кирија, евентуално некој хонорар ако не треба техничко. И што организирате, мора дневници да им се плати на новинарите. Значи волонтерски е синдикатот за сега. Значи функцијата е тотално волонтерска без никаков надомест. Но нешто малку влегуваме у НГО секторот, работиме некои проекти кои се врзани за истражувања за социјалната и екзистенцијалната состојба на новинарите. И од тоа се финансираме и така. Звездан Јоргиевски, веде председател на синдикатот, ти благодарам за гостувањето во твојот студио. И јас ти благодарам, Звездан. Наред се вестите, а потоа во 17 продолжуваме со отвореното студио Беким Кадрију за одлуката на Комисијата за заштита од дискриминација да му даде на Груевски многу важен документ со кој го доби политичкиот азил, линковско вклучување на министерот за надворешни работи на Црна Гора и интервју со унгарскиот европратеник во Брисел за случајот Груевски. Останете со отвореното студио, следуваат вести.